6 часот и 25 минути, 31 јули, среда. Што ме среда да си го започнеме утрото со некоја среќна мисла за ова среда да ни биде среќна. За денес ја одбрав најкусата возможна изрека или мисла или цитат за среќа, кој што гласи: среќа е кога спиеш. Може би е мислата кратка, но затоа има подолго подобјаснување и еве зошто е среќа кога спиеш. Прво, затоа што кога спиеме не јадеме, што значи не се дебелееме. Второ, кога спиеме не трошиме пари, што значи штедиме. И трето, кога спиеме не се расправаме, односно што би се рекло народски не се караме. Сега веќе кога сме будни, не можеме да не јадеме. Така, со самото тоа не можеме да не трошиме пари, но едно можеме, а тоа е да не се расправаме меѓу себе. Па да видиме на кои теми денес нема да се расправаме меѓу себе, односно ќе се опитаме да не се расправаме меѓу себе. Првата тема е јавната администрација. Што значи може би да не се расправаме меѓу себе, но ќе се расправаме по се изгледа со администрацијата, што многу често ни се случува нели на сите по шалтерите. Така што прашањето е како до поефикасна, односно стручна администрација или поедноставно како до подобра администрација. Втората тема на која што нема да се расправаме, односно ќе се обидеме да не се расправаме, е слободната тема, што се однесува до гостите. Прво овде на гости во студиото ќе ни дојде ректорот на Универзитетот Европа Прима, потоа ќе ни дојдат дел од хорот Мирчаце, секако дел не може целиот да дојде, дел од хорот Мирчаце, затоа што тие неодамна освоија златен медал на светското првенство кое што се одржа во Виена. А покрај тоа ќе слушнеме и совети од нутриционист за тоа како правилно да се хранат луѓето кои што имаат диабет. Тоа е накусо за нашата утринска, сега накусо за тоа какво време не очекува денес. Колку што гледам, да, ова е за 30 и одиме на времето утре, што е всушност 31, но да не ве бунам, прогноза за 31.7. среда. Сончево и топло со слаб до умерен северен ветер. Кусо, да видим температурите какви ќе бидат денес. Минималните ќе се движат од 9 до 19, а максималните од 29 до 38 степени. И уште нешто за самиот крај, што пратевме од самиот почеток до самиот крај, а тоа е Скопското лето, кое што за жал завршува денес, и тоа со концерт на камерниот оркестар на музичката младина на Македонија. Само да видиме точно каде и точно во колку часот, да, јубилејното 45-то издание на манифестацијата Скопско лето свечено ќе биде затворено на 31 јули среда со почеток во 20 часот и 30 минути во Сулијан. Значи за сите љубители на класичната музика знаат каде да појдат вечерва. А сега ни преостанува да ги погледнеме накусо сите оние настани кои што го одбележаа вчерашниот ден. Сега е време веќе за нашиот прв денешен гостин. Добро утро за ректорот на Универзитетот Европа Прима, Александар Трајковски. Добро ви утро. Добро утро и вам. Добро ви утро и вам, колешке. Добро утро, Искра. Колку што разбрав, темата ви е дека Европа Прима ги отвора вратите, портите, така, за сите креативни студенти. Ви посакувам многу студенти, многу креативни и многу на број и успешна наредна работна година. Ви благодарам многу. Слободанка Повели. Да, токму за тоа ќе разговараме. Ти благодарам, Искра, поздрав голем до тебе. Се разбира и до нашите гледачи кои ова утро ќе не следат и ќе дознаат сега многу повеќе токму за Европа Прима. Меѓутоа, прво и од мене, добро утро и добре ни дојдовте. Добре ве најдов во ова убаво утро и ви посакувам убав ден. Па да, убаво е утрото, Нели, свежо. да, свежо, пријатно. Можеме да здивнеме. Кажете ми вие како си го почнувате еве утрото со толку обврски кои што сега ве очекува? Го почнувам малку подоцна од ова сега денеска што го почна. Така. Да. Меѓутоа секогаш гледам да го организирам според обврските што ги имам и потоа се движам низ денот онака како што ми налагаат и обврските и слободното време.
Така, како се најдовме во Европа Прима? Ајде малку и повеќе за вас. Јас сум таму, се извинувам, околу 15 години и... Што на вистина? Што на вистина е долги години. Да. Знаете, како сега кога си правам некоја лична ретроспектива, си велам кога поминаа тие 15 години. Така велиме и за други нешта, да. Нели, И за да. воопшто годините. И тоа, да, вака, свикам, чеке се како вчера да дојдов, Така. а колку работи се случија, колку работи се променија, колку работи се направија, колку всушност Европа Прима популарно наречена ЕСРА. Так. Во народот ЕСРА, заради тоа што да, тоа име беше на почетокот. Колку ЕСРА е напредната, колку е развиена, колку е... Па дури сигурно дека имате и планови за воиднина се уште, верувам. Нормално. Уметниците, уметничката душа е таа која што бара се повеќе и повеќе нешто ново. И секогаш знаете Верувам. да се откриваат нови простори и да се оди во непознатото и тоа непознато да се освојува. Така И е. ние така се движиме, еве, мислам со колегите, целиот универзитет. Ајде сега малку ќе заокружиме за овие цели 15 години откако сте вие токму тука на ова место. Што е она што начнавме и споменавме дека има многу промени, меѓутоа ајде за промените малку и каде бевме некогаш, каде сме сега? Па, пред 15 години, односно кога е формиран универзитетот пред 17 години, благодарение на визијата на именитниот драмски писател Јордан Плевнеш и господјата Лијана Плевнеш, кои што ентузијастички го отворија овој универзитет во 2007 година. Верувајќи дека има многу уметнички души кај нас. Да, знаете како и буквално да биде како еден простор кој што дотогаш беше непокриен просто. Заради тоа што понуди една алтернатива на дотогашни студиски програми на тогашни универзитети кои што постоја, со отворање на студиски програми кои што воопшто ги немаше застапено на други места. И од една таква идеја, најпрво како висока школа и потоа прераснавме во универзитет. Сега денес може да кажеме дека сме и секако етаблирани во просторот на високото образование на Македонија, меѓутоа и доволно препознаени и ценети во околните земји. Имаме студенти надвор од други земји. Да речам, да, особено од балканските простори, просторите на поранешна Југославија. Имаме од Црна Гора, од Србија, од Хрватска. Така. Имаме студенти од Албанија. Тоа значи дека им се допаѓале условите. Да. Кои што Европа Прима ги нуди и токму затоа ги привлекуваме токму со тоа. Ајде сега малку ќе позборуваме за да го заокружиме малку и насловот Европа Прима ги отвара вратите за сите креативни студенти. Кога велиме ги отвара вратите за сите креативни студенти, кога велиме и креативни, за кого поточно станува збор и што е она што еве тие ќе се препознаат во себе, што е носат онаа креација која што треба да ја истакнат. Меѓутоа јас сум сигурна и знаеме дека има повеќе смерови каде што може нели сите да ги упатиме, така да вие сте тука токму ова утро за тоа да го споменеме и кажеме и објасниме. Знаете како во секое дете, во секој човек, во секој студент, во секој потенцијален ученик во областите се крие креативност. Таа креативност само треба да се поттикне, да се пробуди и таа да дојде до израз. Во нашиот универзитет ние имаме 3 факултети, кои што се факултет за драмска уметност, за театарска уметност, факултет за филмска уметност и за музичка уметност. Имаме и 2 института за сценска уметност и за аудиовизуални уметности. Меѓутоа тие се насочени повеќе кон истражувачката работа и кон постдипломските студии. Овие трите факултети кои што ги споменав нудат повеќе модули, секој во својата област, например во театарската област, во факултетот за театарски уметности, да, имаме модули за актерска игра, кој што е доста популарен, доста атрактивен. И можам да речам дека ние можеме да се пофалиме со плејада наши студенти кои што по завршувањето го освоиле просторот воопшто на целиот на македонскиот пазар, меѓутоа и надвор. После
Јас се извинувам. Нема проблем, се разбира. Во утринските часови тоа е сосем нормално. Така да, Да, не е никаков проблем. И не сум навикнат толку рано да зборувам. Како што и кажавме на самиот почеток, да. Потоа тука тука е модулот за театарска режија, исто така кој што е доста атрактивен и кој што нуди можности за Значи сите. имаме театарска режија, се извинувам, имаме многу исто така студенти, еве, во моментов ги гледаме и фотографиите од Европрима, кои што се љубители на актерството, што значи дека кај нас имаме талентирани да, актери. многу талент. Исто така и режија. Да, И сето тоа се спојува. Се спојува и знаете како ние правиме, тоа е добро кај нас што имаме таа една интеракција, поврзаност помеѓу модулите, помеѓу студентите, помеѓу катедрите, помеѓу професорите, соработка, така што правиме своји, да речам, автентични производи. Така што режисерите на театарска режија режираат, актерите глумат и се доаѓа до еден убав производ, резултат. Од ова што го споменавме, значи режија, споменавме и други смерови, да не ги заборавиме, кои што ги нуди Европа Прима. За актерството знаеме сигурно дека има многу заинтересирани, како и за театарската режија, меѓутоа ајде и за оние околни и други смерови кои што може да ги опатиме, оние кои што ја чувствуваат таа креативност, пак таму да истакнат. Да, еве конкретно на факултетот за филмски уметности имаме филмска режија. Одлично. Да, и тоа е доста, би рекол, атрактивен смер. Нашите студенти по завршувањето на студиите успеваат да се појават на пазарот како квалитетни креативци, снимајќи кратки филмови, документарни филмови. Како за почеток, нели? Нормално, да, реклами. Еве во моментов ги вртат фотографиите додека ние зборуваме, а тоа е сето од просториите на Европа. Ова е од просториите на Европа Прима, може да видат, тоа е во позадината на овие на сликата што беше претходно, ние имаме и една голема листа на прогласени уметници во звањето, највисокото звање, доктор honoris causa и професор honoris causa. Тука гледаме гости исто кои да, ова е од присуствуваат. од последното прогласување, од промовирање во највисокиот статус. Тука се, еве би споменал неколку во изминативе години, вистински големи имиња, како што се Шарл Азнавур, Абдул Сидран, минатата година Џон Малковиќ ни беше гостин и го промовиравме во доктор honoris causa, така што имаме соработка Драган Билогрелич пред 2 години, Мики Мануиловиќ, така што имаме можеме да се пофалиме со едни еминентни имиња кои што ја дадоа довербата на Европа Прима изминативе 15 години и се дел од нашиот универзитет на тој начин. Тоа е одлично. Да. Како што кажавме да ги посочуваме сите оние кои што ја чувствуваат оваа креативност во себе за Европа Прима. Ајде за овие 15 години малку нешто околу оние студенти кои се сега денес познати актери или пак режисери, дали во Македонија, можеби верувам дека и надвор од границите знаеме, нели каква е состојбата кај нас, па сите си бараат и надвор од својата кариера да си ја продолжат, нели веќе започнуваш со својата знаете кариера. како што мене лично ми е драго, меѓутоа драго ни е на целиот кадар, што вратите им се отворени, како што рековте, не само тука кај нас во Македонија, туку и надвор. И тие многу убаво и успешно се пронаоѓаат таму. И многу ни е драго кога ќе слушнеме, кога ќе добиеме еден фидбек од сите нив, како продолжуваат, како е својата креативност, како ја развиваат, како ја насочуваат кон тие канали, како ги освојат просторите, културните хоризонти, простори воопшто надвор од нашата земја. Кај нас, еве, можам да речам, во сите театри се застапени, речиси во сите театри, се застапени нашите студенти, актерите што дипломираат на нашите катедри, режисерите што дипломираат. Во телевизиите се застапени голем број наши студенти кои што завршиле на тонска продукција, завршиле монтажа, завршиле анимација.
Тука имаме наши колеги. Да, и што ние сме долги години во соработка и со Алфа телевизија, што ми е особено драго, така е на долгорочна соработка која што се надевам ќе продолжи во иднина. Секако. Од областа исто на музичката уметност, каде што имаме катедри за вокална интерпретација, за музички инструменти, за применета композиција. Имаме ли интерес за сите овие што ги споменуваме? За сите имаме. Имаме за сите. Во зависност од година до година, некогаш интересот превладува во една катедра, во еден смол, на сметка на друг, меѓутоа тоа се варира, Варира во зависност, знаете како, во зависност од самата генерација на студенти, на заинтересирани потенцијални. Ако се вратиме ние во времето на нас, сите се договараме на кои факултети да се запишеме, тогаш кога во тие години нели размислуваме о кој правец да го фатиме, меѓутоа потоа веќе доаѓа она сознание кога точно знаеме што сакаме. Па знаете, денешното образование ја нуди можноста, особено во постдипломските студии, човекот уште повеќе да се потесно да се профилира од она што го изучил на студиските програми на додипломските студии, па потоа тесно да се профилира. Имаме, например, кај нас се случува да заврши некој на композиција, применета композиција, потоа да магистрира на аудио инженеринг. Да, верувам. Так. Значи си се или да дипломира на актерски град, потоа да магистрира на театарска режија. Знаете како одат годините, си се осознава повеќе, си ги пронаоѓа своите интереси. Правци во животот, за понатаму. Ајде да ги искористиме и имаме се уште неколку минути време, меѓутоа да ги искористиме за уписите. Да кажеме нешто повеќе од кога започнуваат и еве уште еднаш ова утро ќе го искористиме, токму да ги потикнеме сите оние кои што ја чувствуваат креативноста во себе на било каков начин од уметнички аспект. Европа Прима е тука за да ги отвори, како што и насловот се кажува, вратите за сите креативни студенти. Па ајде нешто повеќе околу тоа. Ние ги чекаме сите креативни студенти во теков на целиот овој и летен период. Може да се пријавуваат сите заинтересирани студенти. Приемните испити и уписите се во септември. Во првата половина на септември се првиот рок кој што го имаме за приеми за упис на студенти, и во втората половина на септември, кон крајот на месецот, ќе биде вториот рок. Значи имаме два рока за уписи, пред почетокот на академската година на 1 октомври. Значи, да повторам, може сега да се секој што е заинтересиран, може да дојде во просториите на Европа Прима, може да го отвори сајтот или да се информира телефонски или преку мејл или во живо како сака да дојде, за се она што го интересира, да ги види можностите, да ги види условите, да ги го види начинот на студирање. Ги запознавате прво, да ги запознаваме и потоа во септември официјално да се приде кон упис, кон приемниот испит, кој што е во зависност од катедрата на која што се изведуваат студиите. И потоа започнува и програмата која што е предвидена за одреден модул. Така верувам. Имаме ли повозрастни студенти? Да. Имаме повозрастни студенти, и тоа е многу интересно. Знаете, дури имаме и студенти, убаво што вака ме прашавте, баш да кажам, кои што завршиле друг факултет. Па сакаат плюс уште нешто да се едуцираат. Економски, правен, филолошки, меѓутоа секогаш имале желба за уметност. Верувам. Да, и имаме такви студенти кои што ова име како втор факултет кај нас. Шанса во животот. Да. И всушност тоа ќе сакаат да го работат. Тоа што го завршиле порано, го завршиле, меѓутоа ова им е желба уметноста. Го завршиле можеби затоа што мама и тато сакале. Многу често. Многу често, за жал. Јас често да ги прашувам, зошто порано не ја гледате креативноста кај нив? Нормално. Знаете, овде не може да се запише некој што не е креативен. Верувам. Нешто не може да се запише заради тоа што ние нема да сакаме да го запишеме. Но мора да се талент. Нема да се пронајде. Да се пронајде ако не сака. Така. И каква е соработката со вашите студенти од ваша страна? Одлична е, можам да се пофалам и што ми е мене многу драго што еве јас сум веќе 4-та година на ова
позиција. Многу ми е драго што имаме одлична соработка. Сите, да речеме, некои проблеми кои што се јавуваат нормално во текот на студирањето, зависи од која природа, ги решаваме веднаш. Отворен сум за соработка и за достапен сум секогаш. Студентите имаат голема почит кон она што им го нудиме и кој што го работиме, и знаете како таа енергија се чувствува, и таа е двонасочна енергија, и еве досега се надевам и од сега ќе е на едно високо ниво. И за крај само еве за сите оние кои што сакаат да творат, да останат во Македонија, имаме ли ние шанси, имаме ли ние просперитет во иднина, да им бидат вратите отворени откако ќе го завршат факултетот? Да, нели тоа е главното прашање, што и мислам и затоа и се студира. Така. Не се студира само за да се студира, туку се студира за тоа што ќе се научи потоа да се примени во секојдневниот, во професионалниот живот. Во Македонија има можности, не се тука само државните институции, тука имаме и алтернативни простори кои што нудат можност за секој оној креативец кој што сака да има каде да го најде своето место. Така. И за крај уште сосем нешто, јас мислам дека споменавме се околу факултетот, дали нешто да не заборавиме, е важно да се спомене, да размислете убаво за да ги искористиме времето. Меѓутоа, што сте вие во улога со реномираниот хор Мирчацев, кој ни се врати со една светска награда, прво место во Виена, и таму имаме улога? Да, таму. Да поврземе со оглед на тоа дека ќе бидат следни наши гости. Да, јас баш ќе ги поздравам гостите, моите колеги од Академскиот хор Мирчацев. Јас сум таму 30 години во тој хор. Да, таму израснав, таму се изградив како личност. Председател сум на уметничкиот совет на Академскиот хор Мирчацев, и многу се радувам што еве пред 10 дена се вративме од Виена со една таква со еден таков успех, со еден таков, би рекол, триумф. Ја освоивме Виена, што се вели, со наградите кои што ги добивме, со настапот во Музикферајн и со сето она што го предизвикавме кај тамошната публика. И како нештата се спојуваат едни со други, нештата. Кога од ова утро имаме гостин за Европа Прима, меѓутоа и член исто така како од овој дел, во уметничкиот дел на Академскиот хор. Ништо не е случајно, да ви кажам. Може да си останете тука, па да продолжиме со разговор на таа тема. Така. Искрено ние тука завршуваме и да благодарам за што одвоивте време да бидете дел од нашата утринска програма. Јас сам се објаснивме што се однесува за Европа Прима. Посакувам да имате, како што кажа и Искрена, самиот почеток многу студенти креативни и успешни. Се надевам јас, ви благодарам. Јас сакам само уште нешто да ве прашам. Постојано нели кога слушаме некои информации од западот, особено од Соединените американски држави, се случува некој на 80 години да запише факултет. Кај нас има таква некоја пракса, односно еве да речеме кој е најстариот студент. 80 не сме имале, а баш би сакал да ви кажам искрено, би било многу интересно. Ама цел живот учиме, така нема ништо лошо во тоа, нели? Така е. Некој студира за своја душа. Да, па и токму и тоа. И токму и тоа. На крајот на кришата и некој студира буквално заради тоа што сака, тоа што го има, да си го оформи и да направи, да добие нови сознанија, кои што ќе ги добие во студиите. На 80 немаме, ама имаме некаде до 50 години кандидати кои што се запишуваат. Што е предизвик за сите. И кој што се надеваме и ќе ги примите, така не само. Значи, апсолутно. Може јас и ти во актерскиот дел. Повелете. Да, би било, баш би било интересно. Па мислам дека можеме веќе да предаваме на таа тема. Ви благодарам многу на вашето гостување. Во продолжение ќе слушаме разговори на Спировска разговараше со нутриционистот Љупче Бубет Рајчев и од него ќе слушаме совети за правилна исхрана кај лицата со дијабет. Поздрав до сите гледачи на Добро утро, секој утро на телевизија Алфа, од преубавиот кањон Матка, каде утринава зборуваме на тема дијабет. Од причина што многумина имаат проблем со оваа состојба и се повеќе се спушта границата на заболени од дијабет. Со
Докторот по природна медицина, нутриционист и хербалист Љупче Бубе Трајчев ќе споделиме неколку совети во следниве минути како треба да се храните, што треба да конзумирате, а што задолжително да избегнувате доколку имате проблеми со диабетот. Љупче, добро утро. Добро утро, добро дојдовте. На некој начин можам да кажам на ова прекрасно едно од моите омилени места во Скопје. Се надам и денеска ќе бидеме интересни и ќе придонесеме за здравието на сите кои ни гледаат. Да, како што спомнав, огромен е бројот и на светско ниво, а и кај нас на луѓе што имаат диабет и мора постојано да внимаваат на начинот на исхрана. Па за сите оние што утринава не гледаат, а веќе живеат одредено време со оваа состојба, ајде да им обрнеме внимание во текот на летото што смеат да конзумираат, а што не. Летото е период кога има многу овоштија, кои што за ваквите луѓе нели честопати се и забранети, но понекогаш се работи и за некои дилеми кои што можеби можеме да ги разрешиме, или честопати луѓето мислат дека не смеат одредено овошје да конзумираат ако се диабетичари, а всушност смеат да го конзумираат ако е во одредени количини. Токму така многу убава најава можам да кажам, затоа што не е баш се така да речеме сега некој кој што има диабет или шеќер народно кажано дека не смее да конзумира одредени овошји, дека тоа е многу штетно. Се работи за еден проблем кој што настанува, да речеме, највеќе во 70-тите години, 80-тите години од овој век, кога се откриваат трансмастите, маргаринот и сличните масти кои што се вештачки на некој начин, добиени на тој начин за да нашиот организам не ги разпознава и со таложење на тие масти во нашиот организам доаѓа до проблем на некој начин, како да кажам, на замастување на нашите клетки, онаму кај што треба да влезе инсулинот, а инсулинот е единствениот кој што може да го земе шеќерот и да го однесе во клетката, а клетката да го согори. Сега пластично повеќе да објаснам, тоа исто кога имаме автомобил и кога дизните ни се запушени, значи не може да влезе внатре бензинот и да согори и затоа нашата кола ќе трокира, нема да оди онака како што треба. Токму и тоа се случува во последно време со замастување на нашите клетки на некој начин со тие трансмасти кои што не можат да ги обработи организмот и се таложат и доаѓа до тоа да инсулинот не може да го однесе шеќерот баш поради тоа. Значи, која е поентата на ова што го образложив? Значи, треба веднаш оние кои што имаат диабет да ги отстранат тие трансмасти, да преминат исклучиво на природни масти кои што се ладноцедени масти, тука можат секако и путерот да го користат, кој што е исто така добар, кој што е животинска маст, меѓутоа е многу подобар од било која растителна маст која што е рафинирана, а знаеме дека во последно време, да речеме во 90-тите години една се рафинираа мастите, сега се рафинираат и два пати, каде што уште повеќе се разградува на нишка на мастните киселини кои што така создадени не може нашиот организам да ги искористи. Значи совет од мене првенствено избегнување на овие масти. Најдобро масло е маслото од сусам и маслото од лен за диабетичарите. Сега е време кога имаме салати, тие може да направите една прекрасна салата, да речеме со домати и да стават многу масло, да стават макдонос во таа салата, можат и да додадат малку цимет кој што исто така е многу добар за диабетичарите и за чистење на клетките. На некој начин, кога ќе се исчистат клетките, да речеме после 3-4 месеци на една поинаква исхрана, шеќерот автоматски ќе се намали. Тука имаме значи други состојки кои што можеме да ги користиме. Тука е карамфилчето, тука е ѓумбирот, ренот, кои што исто така се многу битни за диабетичарите, односно за искористување на шеќерот кој што тие би го внеле, а знаеме дека без шеќер не може да функционира нашиот организам. И јас препорачувам овоше, меѓутоа да не се претерува, затоа што доколку нели секој диабетичар внесе шеќер повеќе од што му е потребно на организмот, секако тој шеќер нема да може да се искористи и ќе плива во крвта и нивото на крвта ќе се зголеми, значи умерено јадење, едно парче лубеница, едно парче диња, не повеќе од 5 кајси и сливи во текот на денот и секогаш тие да се зимаат наутро, не попладне, затоа што наутро организмот на гладно може многу подобро да ги искористи тие шеќери, многу подобро да ги разгради кога желудникот е празен и на тој начин било кој диабетичар нема да има проблем со шеќерот во крвта.
Исто така ние имаме една прекрасна билка која што се наоѓа по нашите планини, тоа е еден трн кој што се вика Карлина акаулис или народно кажано вилино ситот. Исто тој може да се извади, да се исуши, од него да се направи чај или сиров да се јаде. Тоа можат повеќе да го видат и на мојата Facebook страна или оние кои што се заинтересирани, можем да и дадеме насоки за да може да го искористат. Од него се прават и тинктури, капки, мелеми. Исто така е многу добар за чистење на организмот и затоа што содржи инулин. Им препорачувам на диабетичарите да пијат кафе од цикорија, затоа што и цикоријата содржи инулин и допринесува за намалување на директно на шеќерот во крвта, затоа што инулинот е тој кој што вишокот на шеќер може да го абсорбира и да го исфрли надвор од организмот, не правејќи му никаков проблем. Така, го спомнавте овошјето, кажавте дека треба да се јаде умерено, препорачувате да се конзумира. Постојат ли сепак забранети овошје за диабетичарите или не постои такво нешто воопшто? Во суштина не треба да се јаде грозје многу, затоа што грозјето има гликоза и таа директно влегува во крвта, а доколку користат грозје, може тоа да биде во некој колач суво грозје, неколку зрнца доколку сакаат, или ако користат грозје, исто не повеќе од 5-6 зрна во текот на денот, затоа што со јадењето на многу грозје може да се подигне веднаш нивото на шеќерот, како што кажав, директно шеќерот од грозјето оди во крвта. Исто така треба да се избегнуваат урми, смокви кои што исто така имаат големо количество на шеќер, меѓутоа немаат вода во себе и на тој начин не е добро да се конзумираат во огромен број. Меѓутоа една да се изеде две воопшто не е проблем за организмот, затоа што тој со своите механизми ќе го искористи шеќерот и ти ќе го исфрли надвор од организмот вишокот кој што не му е потребен. Така, кога луѓето ќе усетат трепирање на организмот и кога велат ми падна шеќерот, често посегнуваат по одредени газирани, благи пијалоци за да си го повратат нивото на шеќерот. Како треба и што треба да се конзумира ако некој почувствува дека шеќерот му е паднал? Па тогаш најдобро е да се земе овошје. Како што кажав, ако имаат грозје, затоа што во суштина снемува шеќер во клетката и таа колабира бара нешто кое што ќе може да го искористи. И во тој случај е добро, како што кажав, грозјата е најдобро во тој шеќер, доколку има грозје да се изеде или било кое друго овошје за да се подигне нивото на шеќерот, да не дојде до ова. И сега ако немаме во моментот овошје, добро е и да се малку да се земе шеќер и вода, затоа што да не настане колапс на организмот, да му се помогне на некој начин, меѓутоа подосна за да се земе некој овошје да се изеде, за да се направи и хидратација на организмот и искористување на тој шеќер природен кој што го содржи овошјето. Така, односот на медот во режимот на исхрана на луѓето со диабет. Треба ли да го има или не? Па, односот на медот може да го има. Во суштина постои мед кој што не го покачува шеќерот во крвта, тоа е медот од костен, кој што со своите состојки може да се изеде дури 4 до 5 пати повеќе од останатиот мед. Меѓутоа една лажица мед е подобро да се земе, да речеме со чај, да земе диабетичар, отколку да ги земе оние вештачки засладувачи кои што ќе направат поголема штета. Не содржат шеќер, меѓутоа содржат други активни супстанции кои што ја нарушуваат работата на панкреасот, а панкреасот е тој кој што ги создава тие поточно неговите бета клетки кои што го создаваат инсулинот кој што е задолжен за регулирање на нивото на шеќерот во крвта. Благодарам за убавите совети, верувам дека ќе бидат и како корисни за сите што утринава ги проследи, а многу повеќе секако, како што спомнавте, на социјалните мрежи, на Facebook, на вашите групи, каде што несебично споделувате искуства и совети за здрав начин на живот и здрава исхрана. Благодарам и јас на поканата. Вашата омилена тема, тоа е слободната тема, 7 до 8 часот и 30 минути до следните вести ќе имате можност да говорите на слободна тема. На која тема ќе зборувате, тоа останува на вас. Теми колку сакаме. Во првиот дел зборувавме за администрацијата, како таа да се подобри. На која тема ќе зборувате, сега понатаму тоа е ваш избор. Она што ми од другото е најактуелно кај нас, за жал се пожарите и додека го вклучуваме следниот гледач, еве само едно потресно сведоштво на планинар
кој што учествувал во гаснењето на пожар во Пехчево и Пехчевско, еве што тој напишал. Овој пат не успеавме, се извинуваме планино наша. Ајр да не види тој што те запали. Ајде да го вклучиме следниот гледач. Добро утро, повелете во програма сте. Добро утро, Македонија. Добро утро, Тале. На помош денешна цепи Емилијан. Честити имиња на него се викаат Емилијан. Мислам дека се слави башка Света Емилија, тогаш нека слават тие кои се викаат Емилија. Жал ми е вистина за сите овие трагедии кои не најдуваат како народ, што викаат заради една рака, да не речем будали, може да е груп израз, страда цел народ. Е така заради некои си такви кои палат трништа, не знам, несовесно се насуват со цигарите, со пикапците, кои нели, па и некои намерно кои палат шуми. Уште полошо, да. Значи страда цел народ, страда пожарникари и повие жештини додат по тие плани да се бендера, да се качуват, ете, имаше нели двајца паднаја нели во тие лоши планински нели услови каде не гледаш дали е пупка, дали е шума, дали те нагази некаде, нели имаше еден пожарникар, двете раце си ги скрши. И сега за кој корист, за која корист? За песот на некои поединци. Некој си профит на некои поединци. Малку чудно ми е, не знам како јас ги почитувам сите луѓе во Македонија независно од етничка припадност. Има добри луѓе на секаде во секој народ, но чудно ми е како се да гори. Еве, сите години наназад гори Источна Македонија. За мене цела Македонија е Македонија и секој град е македонски и секоја шума е македонска. Сите шуми ги сакам, сите луѓе ги сакам, поготово некои се добронамерни, но така да гори масовно Источна Македонија чудна работа. Не знам што се случува. Затоа да го помолиме Бога нека дарува Бог дош, иако сме грешни за никаде недостојни, Господ на секаде забране, никаде не се спомнува. Еве сега Нидис Светилија, голем празник, православен, христијански и наш македонски. Па се прашувам колку луѓе од оваа јавна администрација ќе благодарат на Бога и ќе благодарат на сите наши македонски херои кои ни плата земале, ни на годишен одмор оделе, ни работеле во канцеларии со клима, туку на 18-20 години по планини животи давале, оделе голи боси, нали, партизани, нели, и линденци, оделе голи боси необречени, накиснати и земнати по планини како партизани, како борци и се избориле за наша слобода. За денеска некои предавници по канцеларии или било каде да ја предаваат Македонија и се наше македонско. И да не појдат на Илинден, да не појдат Илинден, на Мечкинкамен, било каде, каде се чествува секој наш македонски борец, партизан комита, заедно тие некако брајке борци за македонска слобода, и некои кои земат дебели плати со татко, мајка, баба, дедо, кои биле цели генерации се по државна администрација како паразити на Македонија и пак се предавници. И таквите нема да појдат да положат цвеќе или јас велам, еве сум модел, иако сум бил и невработен, загрозен, сум модел за 11 октомври, за другите празници, на могилата на непобедените, било каде сум модел на чествување. И пак чудам сега петок. Ви благодарам, Тале, на јавувањето. Добро утро му посакувам на следниот гледач. Поверите во програма сте? Добро утро. За вие пожарите што се прават во Македонија, има македонски шуми многу вработено од СДС. Па нека ги терат таму, нека гаснат, од таму зимат плата, а не има многу што се вработени, а така седат, не работат ништо. Од метлар до директор, сите нека ги испратат, че нема пожари, че го гаснат пожарот. За овие безредија што се праве, толку ли не знае народот кој ги праве вие безредија, во палење на шуми, безредија, беззаконија. Па додека беа опозиција СДС, шарента револуција, шо правеше? Сите државни институции ги фарбаше. Немири имаше. И колку народот да рече, па еве, немири има, не е задоволен народот, дај да бидеме против ВМРО, да го смениме ВМРО, нека дојде СДС. А имаше ли добар живот СДС кога беше на власт? Немаше. Ова во диво населје кој го направи? Тоги тајното обезбедување, тајните служби кажаа убаво. Висок функционер на СДС отишол у Косово
со куфер пари да организира терористичка организација, да дојдат во Куманово, во диво населје. Они народот го жртвуваат само за да дојдат на власт. Нив не име гајле дали ќе гине народ, дали народ ќе страда. Они не може да бидат опозиција. Борис Трајковски кој го намести у Босна наму за да загине? Кој го испрачаше и кој се потеше? Бранко Црвенковски го испрачаше, требеше и он да оде со авионот. Зошто не отиди? Знаеше дека Борис Трајковски ќе го рушат таму, ќе го убијат. И одма председател он стана. Значи они ќе жртвуваат народ, ќе убиват. Не име гајле дали куќи горат ли, што се праве. Они само за да дојдат народот да биде незадоволен и да дојдат на власт. Че има немири во Македонија. СДС не може да трае години да биде опозиција. Треба апсење на нивните високи функционери, затварање, па за да има мир во државата. Падарска служба треба да се обезбеде. Падари кога имаше, шумари кога имаше по полето, немаше пожари. Оти имаа токи воки, немаа токи одвија сега телефони модерните, токи воки. Одма јавуваат, се јавуваат, се организираат, па го фаќат кој таму пале, кој краде у Грозје, кој у Бостан, кој дрва сече, одма го фаќат. Сега нема ништо, ги укинаа тие служби. Зошто ги укинаа? Бучко кога беше на власт, многу било таква служба. И сега полето е слободно, секој си оде слободно, незадоволен, си пале, шо не работе, си краде, абе, лојзиња не оставија, некои лојзиња туа што се околу градот ги сечија за дрва, за зимно време да се греат, шума се сече, се работе, големи беззаконија се праве. Абе, воја на шо личе? Закон да не функционира. Затварање треба и тепање треба. Треба законот да се врате назад како за време за Југославија. Тепање кој што ќе направи Бела. Одма чотек, добар чотек и затварање да не испадне голиоток треба да се направи. Да има мир. Овие од СДС треба сите да се затворат. Абе пустош направија, лом направија. Добро, ви благодарам на јавувањето. Ќе видиме што ќе каже следниот гледач. Добро утро, повелете. Добро утро, Искра Истице. Добро утро, Боже. Да се ветиш, да сијаш, да не огрееш како сонце. Да Па доста сонце имавме деновиве. Ама ова сонце пече, гори. Сонце од душа и срце. Какво ни треба на нас? Јас сум многу изненадена и запрепастена не бе во со самитот во Вашингтон. Слушам дека многу голема делегација била од Македонија по Америка се шетала. Па чак и синот на премиерот. Која лично се он за да се шета на државен буџет по Америка? Дали заслужи нешто допринесе за Македонија да се стабилизира, да тргнеме напред? Што е работите? Колку души се знаели тачно биле? Знам, од Словенија биле 20, од Хрватска биле 4, а овде кај нас викат биле 20 души. Дали е тоа тачно? Не знам, само знам информацијата конкретно за синот дека бил на приватна сметка, не на наш трошок. А точната бројка не ја знам. Дали ние сме виделе таа сметка приватна, дали е стварна или не е стварна, дали има доказ? Затоа ли трчаше господинот Мицковски толку за да стане премиер? Затоа го заболеле колената и да биде да се вози со прва класа авион. Колку пати јас се возам со авион, зашто да ми платија диета с државата прва класа? Него сама се плаќа. Така да, зашто на оваа немаштија и сиромаштија да не глобаат до коска? Па не ли е срамота да нешто остварат, да направат, па да тргнеме напред, а не како рапот све наназад идеме. Срамота е, зашто толку се палева? Палени јаготки, празна кошница испадна. Ајде вака, ајде така ќе биде. Еве им дадува шанса да бидат на власт. Па нека се покажат сега, а не само власта да се ја служат власта. Само за себе да мислат и за никој друг. Па не ли е срамота? Јас се срамам, ќе ги слушам и не можам да ги поднесам. Зашто така не лажат? Зашто не манипулираат? Зашто не ни даваат живот? Па да не можеш да поминеш месец дена
да не можеш ти да искористиш да пуштиш air condition да ти лади станот или било што, или да отидеш некаде на планина. Планините ни ги запалија, све е тоа намештајка, све е тоа од човечка рака. Треба секој граѓанин на ова општество да се срами каде живееме и како живееме. Па само негативни работи слушаме, сите само купаме, се жалиме, па нека се малку освестат и нека се тргнат да видат како што живи народот во светот, а ние овдека викаш дека се чува дека синот Мичковски бил приватно. Што мајка барал да иде со бит приватно, они сите служби одат. Така ли не одел и он ова посебно, а не да оди со такво. Не. Да, само Боже, не треба да се срамиме од тоа каде живееме, напротив, треба да се потрудиме да го направиме ова место поубаво за живење. Добро утро за следниот гледач, поверете, програма сте. Добро утро, Искрена. Добро ви утро. Пола Македонија да е искрена, ќе биде една и пол Македонија добра. Ете така. Малку за првата тема. Поверете. Што викаше Заев, ќе соберам и шуто и рогато. Така у администрација е собрано и шуто и рогато. Може ли со винарска средна школа да биде архитект? Може ли со средна шумарска да биде службеник? Може ли со индустријска 3 години или трговачка да биде начелно место? Каде го има тоа? Никаде, само во наша Македонија. Го изведоа оној студент и оној средношколец што завршил економска школа, средна, со одличен успех, да биде продавач, а тој што завршил шумарска со двојки и тројки, да биде службеник. Зошто македонци партал направивте од својот народ? Зошто ги пониживте учените и способните? Зошто ги избркавте од државата? Зошто ги увредивте нивните родители, што мачно ги учеле и ги издржавале без поддршка од државата? А ги примавте оние што имат поддршка од државата, оние што татко му бил судија, мајка му докторка, не знам, брат му инспектор, не знам кој директор. Зошто не туривте ред во државата да тргне напред и обичниот граѓанин да биде задоволен? Значи, кај нас се гази. Ја имам врски, мене ме држе инспекторот, мене ме држе градоначалникот, мене ме држе директорот и другиот уништите го ако е најдобар. Значи, да се направи една ревизија кој со какво школо и како е примен. Се тоа надвор. Нека земе мотиката и нека оде да копа денеска, а не да седе под клима. Дали имаше клима некој пат? Дали имаше топло зиме, ладно лете? Немаше Искра. А сега, сите удобства ги имаат и кај одиш нема да те услужат. За еден извод. Ти вика, шефот не е тука, не можам да ти дадам, дојди после 10 дена. Оти не може, како го држе работното место? Или отиди во катастар, ќе ти кажат, поп што ќе закупа и ништо ќе запишиме, нема враќање. Се поп да му копа у куќа да даде Господ. Срам. Се исклучи нешто. Добро, ки имаме, се надевам, друга прилика да се доискажете и иако добро ве разбравме. Добро утро за следниот гледач, поверите, програма сте. Ало, добро утро. Добро утро. Ја бе преговорил да проверите. Искрен, мене ме чуди, имало рапишни. Се пупало со топови, со сите на оружања, огномите се правало. Па немало пожарива. Мене баш ме чуди, се мислам од кај потекнуваат овие пожари и стварно за чудо. Потекнуваат од озгоре од врвот на планините. 2001 исто, тенкови, топови, истата, ни еден пожар не се појави. А сега пожар до пожар, пожар до пожар. Сега, дали преако сонце имаме,
Повисока трева, имаше пролетта, јаки дождови, висока трева, а може и намерно, не знам, так иста мисла имам, не почиња по небјето, од подземјето, од озгола нагоре, само племе што се деси така, другите се почињаат од врвот надолу. Значи, човек и да сумја, и дека ги подметнува, или висока температура, идат некој нагоре на врвовите, оставаат така. Не знам човек како да објасни, ни некој стручен да објасни. А за овие сумари што се белоски, овие другиве, приватниве полицајци што се сумски, требало ли со време да ги заштитат сумските појаси. Тоа го велат, почнава да го работат на прошлите мисии. Направива заокружен круг по планината, да спасива тој ден. Треба со време таа полиција да не лежи под клими, да испаднат со време да се ги заштитат планините, да може пожар да испадне и од мала искра од глос. И цела планина на Богомила нагоре да се запали. Но нашите железничари, порано железница работе, со време лево, десно, 20 метра ги чистат железничките појаци. До дометот на искрата, да не прави пожари. Стварно, уште малку имам време, стварно ме чуди и не знам како да објаснам, некој друг може посручен да објасни. Ова е стварно со ратови, со се, со огништа, планини не горела. Поздравитка, се најубаво. Се најубаво, особено на тие кои што во моментов се борат со огнените стихи во секој случај. Ние ве се седиме на ладно и на мене ни е толку лошо, но сепак се работи за наши сограѓани и за наша земја. Така, да. Секако дека причините сите сакаме да знаеме. Прво што не е најважно да се изгаснат пожарите, да не се повторат, а потоа одговори мора да има. Како ти е настанале? Добро утро за следниот гледач, повелете. Добро утро, Искрена. Добро утро. Основниот проблем на оваа држава е што погрешни луѓе се на високи функции на вистински места. Значи, од секогаш, од како памтам самостојна Македонија, за која се боре овие, а ќе изгубиме, и затоа бугарите први не признаа за да не разделат да не поделат со Албанија. Значи, од секогаш ние сме се фокусирале на последиците на проблемот, а не на причините. Дали е тоа за болест, дали е тоа за криминал, дали е тоа за пожари, за било кој проблем што излегува, секогаш за последиците. Никогаш не сме имале превентива, тоа било научна фантастика. Му разјаснам што не му беше јасно на претходниот гледач. Работата е многу едноставна. Пожари имаме само во источна Македонија, не во западна. Потоа имаме над 50 пожари, највеќе во однос на Србија, Грција, Бугарија и Албанија. Значи и само Србија ни помогна за гаснење на пожари. Па заклучите дека една или повеќе од тие три преостанати соседи ги прават овие пожари намерно. Истите тие што се јавуваа 6 месеци за бомбите во училиштата, истите тие го прават и овие терористички акции. Тоа го знае Калето, ги знаат, може да ги откријат, но кјутат, затоа што соработуваат, затоа што работат за растурање на Македонија, македонската православна нација да ја уништат заедно со српската и руската. Тоа се тие глобалисти, сатанисти. Ги видовте сега на ова Олимпијадата, какви сатански ритуали, какво исмејување на Исус Христос и православието. И сите други работи сатански што ги прават и на Евровизијата, ако се сеќавате. Да. Значи, сето тоа е поврзано, треба да знае народот,
од еден центар да се уништи православниот народ. Тоа го прават американците под со нивна режија, сите тие штетни договори што ги подпиша домашни предавници за тие пусти пари и под команда на Германија, Франција и Англија. Тука Америка е главниот режисер и треба да свати овој народ сите тие договори да ги вратиме назад, да ги поништиме, да бидеме достоинствена држава. Нити било уценувана некоја држава да смени име, историја, идентитет, нити па би прифатила. Само овие домашни предавници и тие треба кривично да одговараат за најголемо предавство. Закона за потекло на имот на овие предавнициве од СДС што направија такви предавства за големи пари. И да се конфискува све што е украдено и се што е заработено со тие нивни предавства. Да, во однос на американците сигурно го проследивте. Вчера имаше интервју за Fox телевизијата што ја има дадено Трамп, каде што го осудува отворањето. Начинот, мислам, тоа што се случуваше на отворањето, не воопшто отварање, да. Добро утро за следниот гледач по ВЛТ програма сте. Здраво. Здраво, здраво, здраво. Поштова. Слушам човекот пред мене, треба тоа све да се избрка од работа, тоа све така, овака. Имаше една изрека Сања Марела Вишнички. Тоа нема да се реализира никако другаче, освен нешто како слично на 44-та, 45-та година на минатиот век. Само на тој начин се решава тој проблем. Иначе, оваква силна администрација другаче не се чисти. Не слушав еден на емисија на ваша телевизија се јави. Чупови со злато му земале комунистите на времето, на деда му негов, на прадедовта му, што да го прашаш како ги пунел чуповите со злато тука. И после му земале, еве гледате како се пунат чуповите со злато, без одговорност, без ништо, со насилие, со узурпирање на и доаѓа дома, ке земи жена и деца, све ке ти силуе, ке ти однесе од дома, имал ќупови, пак има ќупови, затоа што од тебе украл. Ама ето се појави еден тогаш Јосип Броз Тито со неговата банда комунистичка, партизанска, па им ги зема ќуповите и со тие ќупови се направија и железници, и автопатишта. Добро, автопатишта немало, може, ама патишта имало. Значи, објекти, фабрики, све и свашта се направи со тие ќупови. Сакам да кажам дека ова што си кукаме ние, оваа администрација, таа нема види дека не се бираат еден со друг, не се пипаат. Тој како Сака доаѓа да на каже, власт, треба да дојде некој повторно да им ги земе на тие кои што на сумнителен начин се заработени парите? Нема друг начин. Кичмата викаат еднаш у месец дена прави прочистување на организмот, значи цела крв ја извртува и поново свежа крв прави. Така да периоди на живеачката се појавуваат и вакви работи. А што се однесе до пожариве, изгледа ти се виновна за пожариве Искра. Значи, Искра пари. Не, слушам на вести, доста се спомнува, да. И главата надолу ја ставам, да. Името ти е такво сега ти прав. Добро, името од некој други времења беше, друго асоцираше Искра во тоа време. Да, ама Искра на младеж беше тога, не на палење огнев. Може би се уште. Така, да. Иначе, екипи штом не излегуваат на терени, да пратат, знаеш дека доаѓа сезона на палење пожари. Кога ги рече некој стакло го запалило пожарот, па и порано стакло имаше по шумите, чак што више позастапени беа, затоа што пластиката не беше толку употребена тогаш во тоа време. Да. Гледам, нема време, поздрав пријатно. Поздрав пријатно. Да, како што кажа гледачот, всушност настануваат пожарите на највисоките места, каде што е постудено и каде што можеби и нема стакло. Најверојатно нема. Добро утро за следниот гледач. И да видам дали е последен гледач. Да, за последниот гледач ова утро. Повелете програма сте. Те поздравам тебе, бидејќи прв пат ќе ни го слушнеш мојот глас.
така мислам дека јас се јавувам од центарот на нашата држава, тоа е општина Чашка. Како прв пат, колку пати имаме комуницирано? Мислам, со вас. Со другите да, Па и во мислам збор по збор си имате јавено? Молам? И во збор по збор имаме разговарано? Може добро. Во ред. Ајде, повелете да не ви одземам време. Позната е сега ќе го искористам слободна тема. Искористете го слободната тема. тема, За мое повелете. видување на станите во Македонија и сака сега немам толку време за да го опишам тоа целосно, значи состојба од државава. Многу луѓе има негативци за нашата држава, меѓутоа тоа го прават не да е тоа сето негативно, меѓутоа се прави на начин некој што мислам за мене не е добар. Во сите држави има негативни работи. Апелирам, мислам да бидеме позитивни, без разлика на партиската, верска, етничка, национална и секоја припадност. Значи, позитивното прави чувство за да се државата биде подобра. Нашата држава, да ти кажам, пример неколку пред мене што се јави, не пред мене, да го пред тоа господинот. Ви користи секогаш истите зборови, значи, истите. Калето, ова наша предавници, таму некои други работи, уништување на православието, да му кажам на господинот дека тоа не е точно. Значи, мое видување, може би он мисли дека Соединените американски држави, или Европската унија, или другите институции светски, што се познати, или Обединетите нации, кај што сте признати под македонци, македонски јазик и сега името Северна се стави. Бидејќи 27 години се разговараше за тоа и кога нешто разговараш, господја Искра, мораш нешто да направиш. Значи, кога си седнал да разговараш, ја и ти се разговараме, или вие, господја Искра, разговараме за некоја тема, а сте се сложиле да разговараме за тоа, јас да попуштам нешто и ти да попуштам да се дојде до решение, бидејќи пред тоа решение не може да биде такво како што ние сакаме да биде Република Македонија, а тие грците, примерно грците, тие сакаат да биде нешто друго. Тие партии што е сега на власт во Грција не сакаше дури да има и македонско националност и македонски јазик. Се погоди таа партија Цириза, Ципрас, и така да ете попуштија и они попуштија и нашите и така да дојдовме до оваа ситуација што сте сега. Меѓутоа, да не си дозволиме да некој народ ги нарекуваме предавници кога нешто решите, а морале да го решат. Значи сите сакаме ние, господи Искра, да бидеме цела Македонија, да бидеме мал народ од милион. Не слушате? Бидејќи време ми истече, ќе ме поздравам. Само ќе ви посакам секој добро. Добро. Важно ви текна дека сепак сме разговарали. Може би на почетокот не ме познавте дека сум потемнета, да не кажам поцрнета, да не навредам случајно некого. Време е за честитки за дел од хорот Мирчацев. Целиот немаше да има шанса да го примиме овде. За жал. Честитки поради освоениот златен медал на светски натпревар кој што се одржа во Виена. Добро ви утро, мои дами, и пресрекни сме ова информација уште веднаш кога ја прочитавме по медиумите, затоа рековме да ве поканиме. Ви благодарам. Добро утро. Колку сте срекни? Многу. Многу? Да. Се уште го живеете сонот, така? Да не ве будиме од сонот. Вика секој чудо за 3 дена, ова малку се пролонгира. Нека трае, нека тревка. Така е. Слободанка повели. Убаво кажано, Искра, да, како што еве и гледачите веќе знаат и сигурно и цела Македонија, честитки и од мене за златниот медал во Виена на светски натпревар, Јасмина. Дали е ова едно од најголемите твои достигнувања? Да. Така? Секако, има многу злата, но биле повеќе на европски надпревари. Така. Ова беше веќе на светско ниво, значи учествува хорови од цел свет, така да
за академскиот хор Мирче Ацев и Така. за мене како Јас би диригент е многу сакала значајно. од твоите пријатели да прочитам нешто што ќе допре до сите нас, затоа што едноставно некогаш на вистина не можеме да ги најдеме оние вистински зборови со кои што можеме да ја изразиме она среќа што сите ја чувствуваме покрај вас и ние исто така. Меѓутоа, еве, во неговото 75 годишно постоење, 75 години, хорот Мирче Ацев настапувал на бројни престижни фестивали и надпревари. На последниот од нив во проучената концертна сала Музик Ферајн во Виена, академскиот аматерски хор освои златен медал и награда за најдобра изведба на композиција на класицизмот. Твојата Кате вели, вакви хорови нема во странство, а јас имав чест да бидам дел од овој хор пред да отидам во туѓина и секоја песна, секој нов настан се повеќе ме тера да ми недостига татковината и нашата прекрасна музика. Мирче Ацев е мојата тъга за југ. Браво, дечки, прекрасни сте, уште многу успеси, браво, маестра, Јасмина Каро, секоја чест, вие сте великан на Македонија, еви уште нешто кратко. Браво, да ви се множат успеси, Мирче Ацевци, а за вас, маестра Јасмина Каро, вие сте нашата гордост македонска. А гордост тетовска, да не зборувам понатаму. Така ли е, Јаце? Па се надевам дека е така. Добре ни дојдовте. Благодариме. Членки на Мирче Ацев, ќе зборуваме за тоа како вие се чувствувате со токму оваа награда и покрај другите кои што сте ги освојувале, меѓутоа кажавме дека сепак оваа ни е сега во моментот, нели, една од најдрагите и најмилите. Па ајде да ми кажете нешто повеќе и за вашите чувства. Ова е особено драга, бидејќи сепак е на едно место каде што имаме колевка на, како да кажам, на преубави историски места, преубави историски зданија во кои што се синоним за музиката. Привилегија е човек воопшто да седне на тие столчиња таму и да гледа случувања, камоли да застане на таа сцена, да настапува и да биде дел од нешто вака големо. Особено... Дали бевте возбудени, имавте ли трема? Па или работите на тоа секогаш да ја изфрлите од себе? Таа трема е секогаш позитивна, постои, бидејќи Јасмина е како диригент принципиелна, захтевна, сака едноставно да го извлече максимумот од нас, така да нема играње играчки со нас, без разлика ние во приватниот живот што сме и кој сме, со неа сме една мала војска, која што ако не ни даде знакче воздух да земеме, не го земаме. Така. Да. Тоа секако е почит према неа и незиниот став како работи со нас, меѓутоа и затоа се неминовни успесите кои што ги имаме. И сега замислете да се настапи во една виенска филхармонија, каде што претходно настапуваше Виена Boys Choir и потоа ние настапуваме аматери. Аматери, да споменеме аматерски хор, велиме. Особено професионални, изразени, изградени во своите лични професии и ова ни е една огромна љубов. Пеењето. И сега не може да се повефалат ни некои музичари дека застанале на таа сцена, а ние застанавме, отпеавме и донесовме злато на вистина, нешто што грее душа. Патот каде може да не одведе, нешто што грее душа, апсолутно, и нешто што за цел живот ќе остане во нас. Верувам дека е така. Ајде и твоите импресии. И од кога сме член на Мирче Ацев? 10 дена после надпреварот и после враќањето од Виена, импресиите се уште не стивнуваат. Ги гледаме и фотографиите. Буквално беше прекрасно да се застане на тие сцени и да се отпее, да се донесе македонската музика пред Виена и пред светот. Како што спомна Ели, Виена е баш лулка на културата и на уметноста и за нас е од огромно значење што направивме таа македонска хорска композиција таму да прозвучи, значи да прозвучат дел од доајените на македонската хорска песна од Скаловски, од Гајдов и со таа македонска музика буквално ги разнежнивме сите. Тој нерамноделен ритам да се разлее во тие сали кои беа преакустични. За нас беше вистинско прекрасно доживување
Јас сум веќе член 8 години и можам да кажам дека досега од сите настапи кои сме ги имале со хорото, овие беа така специјални. Кога ќе се настапи во тие велелепни зданија во Виена, па само ќе го споменеме Виенскиот бал и се кажува, нели? Така Колку само за потсетување, не дека некој не знае. Така. А кажавме дека од пораните утрински часови спомена не си многу елоквентна и не многу убаво, не знам како ќе се представам пред гледачите. Јас мислам дека и како си. Можам да замислам пак во попладневните со зборувањето. Добро, убаво објаснето и убаво кажано. Јасмина, ајде за подготовките, како се подготвувавме за да ја добиеме токму ова преубава награда за сите нас? Нашиот... А лично за тебе се знае колку е голема. Овој фестивал, обично кога имам надпревари или фестивали во странство, имам некакви очекувања предходно. Значи, некои представи своји лични. За овој фестивал, се она што го имав предходно како представа, така и се случи. Значи, сите мои очекувања, онака баш како што замислував. Овој фестивал е голем фестивал, значи учествуваат преку 1800 хористи, така да е на светско ниво и акцентот е повеќе да се направи таа една музика на мирот, значи во која музиката уствари ги сплотува луѓето, народите, не познава граници. И всушност акцентот беше тоа. И ние се потрудивме заедно со мојот хор, кој навистина мене ми е привилегија со такви луѓе да работам. Значи сите изреализирани, докажани личности со многу голема доблест, музикални, спремни у секој поглед. Се потрудивме да одбереме репертоар кој ќе ги задоволи тамошната публика. Нашиот репертоар беше разнолик визави надпреварувачкиот дел, така да со првото стапнување и првиот настап во Виена веќе публиката, а и самите организатори беа освоени. Да, верувам дека е така. Меѓутоа, како што кажавте, еве, и Ели истото го спомена, колку е таа презадоволна од тебе како диригент. Меѓутоа, еве сега имаме, нели, и возвраќаме на самото тоа. Заедно е тоа. И токму тука се, јас знам резултатите. Ако се има љубов, ако се трудиме и ако имаме взаемна соработка, тука успехот е неизбежен. Поготово ние македонците, колку навистина сме талентирани за музика. Колку и да се труди некој диригент да извлече нешто, ако нема од страна фидбек на нештото, ако нема љубов, ако нема музикалитет, ако нема интелект, сето тоа да го восприеми, да го почувствува онака како он што сака да го репродуцира, тогаш нема резултат ни самиот диригент. А јас имам таква привилегија и работам со навистина хорови каде што интелектот е на прво место и секогаш и резултатите се такви какви што се. Така. Ајде малку сега за импресиите од публиката, да позборуваме нели тоа. Вашите впечатоци кои таму си ги доживеавте, ајде да ги споделиме. Генерално напорно беше, наградата е напорна, меѓутоа и целиот склоп на фестивалот беше напорен. Захтевно беше тоа од нас, имавме 3-4 настапи дневно, не беше тоа едноставно за барат, така е. Меѓутоа, секој еден настап од самиот почеток, од самиот старт, кога се представивме, бевме испратени со овации. Навистина бевме атракција, она што го кажува Јасмина. Бевме атракција затоа што сме многу разнолики, немаме еден стил во кој што се тера. Апсолутно, значи се настапува, бевме, например, невидено изненадување кога Квин го испеавме, чисто еден евергрин како Како да им кажеме колку ние македонците сме способни за се. Едноставно можеме се. Да. Така да дали тоа беше нашиот македонски ритам седомосмински, дали беше духовна музика, дали беа евергрини. Значи ние постојано бевме со изненадувања, испраќани со овации, реакциите од останатите хорови беа им станавме омилени, така да навистина беше нешто за паметење и посебно. Навистина е посебно, Јасмина, во центарот на Виена да се освои светска награда
и сигурна сум дека ова е само потик за понатаму да го освојуваме светот, не само во Виена и секаде каде што ќе ги има овие надпревари, да им докажеме ова што сега го кажавме, на каков начин и што ние во секој стил можеме да се пронајдеме. Така не само еден да си го фатиме и тој да си го тераме. Затоа сме способни и не бива и се враќаме со награди. Ајде за импресиите исто и тебе ќе те прашам за публиката, за сето она што таму го доживеа, секако дека индивидуално сега ве прашувам свој личен печат за ова. Беше многу интересно бидејќи имаше публика, како публика беа и останатите учесници на фестивалот, и останатите хорови, значи имаше хорови од Кина, од Јапонија, од Латвија, од Унгарија. И беше многу интересно да се слушнат и нивните изведби, нивните композиции, меѓутоа и ние бевме интересни за нив. Дури имавме еден настап во мултимедијалната куќа на Штраус, тој лично мене ми остави огромен впечаток, кај што толку не понесе таа енергија на публиката. Ние настапувавме како последни и баш ги изведувавме Queen, изведувавме и македонски хорски композиции, имавме скроз така разнолик репертоар. Во еден момент они сите ги извадија телефоните, почнаа да светат, да ракоплескаат, да пеат со нас и после тоа се сликавме и беа се ги разбудиле нивните чувства и емоции. Дури таа вечер тој настап го затворивме, маестра диригираше и заедничката композиција Coming Together to Sing, која ја пеа заедно сите хорови. Сите заедно. Значи учествува од многу земји, Јасмина. Како што кажавме, 1800 хористи. Тој фестивал е фактички. Меѓутоа верувам дека таму организацијата е на највисоко можно ниво. На највисоко ниво. Значи мислам во текот, бидејќи голем фестивал, во сите пеевме на многу различни места, значи во Рад Хаус, во мултимедијалниот центар, пеевме во еден старачки дом, пеевме во седиштето на Обидените нации, значи пеевме на различни локации секаде. Кога доаѓавме, имавме сликање првенствено, значи хорот со назнака академик Бајар Мирче Ацев не слика од организаторите, па потоа не воведува во сите места каде што треба да видиме, да се знае кое време каде треба да се најдете. Безпрекорно беше на локациите каде што ние дури нешто не знаеме, они сами ќе ни придат и без да посакаме ќе ни. Сега мене многу ме интересира кој одлучува за наградите. Имавме комисија, жири комисија и тоа беше од затворен карактер. Значи тогаш немаше публика, само 6 члена комисија, јас веќе еднаш само ги погледнав, веќе не се ни свртев да ги видам. Беа многу така намрштени, сериозни. И викам не ве гледам веќе, доста еднаш ве видов. Но ќе ви покажам. Се шегувам, секако, но беа навистина сериозни, колку што имавме прилика на отварањето на церемонијата да прочитаме кога ги најавија, секако беа познати композитори, диригенти, универзитетски професори на многу познати. Да знаеме која дели светската награда и која дава. Така е. И реномирани имиња. Кога имавме на преварачкиот дел, кога имавме пропозиции, значи со обавезни композиции, значи моравме да изведеме една македонска, односно ние одбравме со слободна. Една нивна зададена современа композиција, Фатер Унзер, потоа имавме една композиција од класицизмот и една со джез аранжмани. Така да тоа беа условите што ги постави самата организација и надпреварот беше многу рано во утринските часови, но се случува лето. Да. Но успеавме, значи и покрај што бевме многу заморни од претходниот ден, убаво се распеавме, се подготвивме и имавме многу добар настап, но резултатите не ги знаевме. Ги добивме дури на гала концертот на последната вечер, така да до цело време бевме во неизвестност. Така, јас ке замолам од режија тука со оглед на тоа дека доаѓаме кон крајот, што многу брзо некако ми помина времето, но добро е на ваков начин што можеме да ја разубавиме нашата утринска програма и да споделиме со гледачите оваа ваша преубава награда, која што би сакала да ја покажам токму на оваа награда, на оваа камера, значи го добивме токму ова. Така? И ќе го покажеме и сертификатот. И освоивме награда за најдобра изведба на дело од класицизмот. Од класицизмот? Да. Одлично. Сега ќе покажеме и токму ова. Што за нас е посебно драга. Верувам. Бидејќи класични дела најдобри се самите западни земји, а ние од Македонија ја освоивме.
Ке замолам од режија, доколку го ја имаме видео снимката, уште еднаш да погледнеме како сето тоа изгледаше токму во срцето на Виена. Како беше името на салата, само да подсетиме? Музик Ферајн. Златната сала. Така, во Златната сала, каде што се одржува новогодишниот концерт на Виенската тоа сакав да го споменеме, затоа што тоа е една реномирана сала, еве. Не, ова е катедралата. Катедралата? Да. Добро, како и да е, сепак ги менувавте, имавте повеќе места каде што учествувавте, како што кажа, како беше? Да. Меѓутоа, еве, сите импресии кои што сега ги споделивме ова утро се навистина на едно највисоко можно ниво. Она што јас можам да ви посакам е само да имате вака насмејани лица и да освојувате што повеќе награди, а Јасмина, јас во тебе верувам и знам дека тоа така ќе биде со сигурност. За твојата пожртвуваност, да кажам, на сите места се постигнува секогаш кога се работи со љубов, а љубовта кон хорот е од многу мали носе. Така. Да, колку само да подсетиме. Да, Титово се знае дека е поднебје на многу познати хористи. Ви благодарам, честитки уште еднаш од се срце и се гледаме повторно со некоја следна награда. Ви благодариме на поканата. Во продолжение ќе најавам реклами и да, уште еднаш ќе кажам златен медал за хорот Мирче Ацев на светски натпревар и тоа во Виена. Ви благодарам многу. Фала. А сега да го пуштиме малку студиото, да појдеме во паркот во Тафталиџе, каде што Ивана заедно со нејзиниот соговорник ќе ни најават летна програма за здрави навики. Каква е таа, ќе дознаеме од Ивана. Јас прво да ја посакам добро утро и да ја прашам какво е временцето надвор. Убаво утрово, нели Ивана?
Па да, искра со оглед на тоа што нели пријатно се спиеше, има пирка малку ветренце, попријатни температури за разлика од претходните денови, но сепак нели во текот на денот ги очекуваме и оние максимални 34 степени кои што се најавуваат за главниот град. Да си се подготвиме за нив, да. Но ајде прво да го слушаме твојот разговор. Да, така искра да ги поздравам и сите гледачи кои што ова утро се со нашата утринска програма, како што спомена и ти, летна програма за здрави навики за сите млади, сите оние кои што сакаат да научат нешто ново, но и секако квалитетно да си го искористат крајот на летниот распуст. Токму оваа програма ќе започне од 13 август и ќе трае се до 30 август, но ќе се одржува за време на викендите. Ова се е во организација на Младите можат, а токму оттаму го имаме и Филип Ивковски, кој што ќе не запознае повеќе со оваа програма и како сите млади кои што се уште се нели на летниот распуст ќе имаат можност да се пријават и да бидат дел од оваа програма. Филип, ќе ти посакам добро и убаво утро. Како настана еве потребата да ја создадете оваа програма која што е навистина наменета за млади и секако да научат повеќе за здравите навики и понатаму да ги практикуваат? Добро утро и од мене и благодарам за поканата. Да, навистина ни е мило што за прв пат ја реализираме програмата за здрави навики која што е наменета за млади. Идејата тргна од таму дека како Здружение граѓани работиме генерално на ментално здраве и благосостојбе и промовирање на холистички пристап кон грижата за себе и нели здравата релација кон себе и своето тело и ум. И оттаму рековме ајде да видиме што може да им понудиме на младите дека се уште на распуст, знаеме дека нели ќе искористат одмор, ќе уживаат колку што е можно, ќе се дружат со пријателите. Но рековме ајде да видиме дали може да ги предизвикаме да одвојат неколку часа од месец август и да ги посветат малку на работа на себе. Креавме програма која што нели е од 6 модули, која што здрави навики, повеќе здрави навики, здрави релации со себе, но и со останатите. Опаѓа повеќе сегменти и ќе се реализира, кој што кажавте, од 13 август до 30 септември, секој вторник и петок во Скопје, со тоа што локациите дополнително ќе ги утврдуваме. Не сакаме да биде стандардна програма кај нас во канцеларија, туку ќе бидеме на повеќе локации, ќе бидеме во градски парк, ќе бидеме на Водно, ќе бидеме во некој кафеле, така што сите оние локации каде што се младите ќе одиме таму со нив за да може да разговараме што се вика на нивна територија, односно на наша територија за нашите потреби, интереси и желби кои што ги имаме поврзани со нашето здраве и благосостојба. Да, сега што подразбирате вие под млади, затоа што во некои дефиниции млади се нели сите оние до 35 години, за кого е наменета токму оваа програма и кој се може да се пријави? Оваа програма моментално во овие модули се специфицирани за средношколци, односно сите оние млади кои што се на возраст 14 до 19 години и кои што сакаат да додадат време, може слободно да ги посетат нашите социјални медиуми, Facebook, Instagram и да го видат линкот, агендата на програмата и доколку сакаат нели да бидат дел од истата да се пријават. Што предвидува еве поточно програмата, со какви здрави навики ќе се стекнат сите оние кои што ќе се пријават и ќе имаат можност да ја следат оваа летна програма? Да, како што рековме, нели како здружение работиме на ментално здраве, така што со првите модули се дефинитивно посветени на ментално здравје. Малку ќе направиме ретроспекција на себе, да видиме што сме, како стоиме со нашите емоции, чувства, моменталната благосостојба. Понатаму ќе се врземе со концептите на слика за себе. Како јас се прецепирам себе, како мислам дека другите ме прецепираат за себе, како тоа треба да се трансформира во здрава навика. И после тие здрави навики кога ќе ги утврдиме, веќе може да ги ставаме во концептот на грижа на себе. Што е тоа што јас треба да го правам? Што значи грижа за мене? Што значи грижа за моето тело, за моите здрави навики, за мојот начин на исхрана или мојот начин на ментална хигиена? Како јас се носам со работите и како јас се грижам за себе. После тоа малку ќе отвориме тема и за носење на здрави одлуки. Тоа низ призма на превенција и борба против зависности кај младите. Ќе збориме за зависностите кои што нели се смета за конвенционални, дрога, алкохол, цигари, но ќе збориме и за новите зависности што не се случуваат веќе секојдневно, зависности од социјални медиуми, зависности нели од интернет, гейминг и така натаму. Во глобала ќе опфаќаме и оние што се вика зависности на модерно време, како тие може да бидат причина за нашиот нездрави одлуки или пак нездрав начин на живот. И на крај ставаме еден финиш со здравата трансформација, односно како тој цел процес, што значи на здраво трансформирање од носење на одлука, почитување на одлуката, одржување на мотивација и каде завршува и дали воопшто завршува таа наша здрава трансформација. Така што ќе биде доста интерактивно, ќе биде интересно, ќе биде преку вежби, нема да бидат класични предавања каде што нели некој зборува, младите само слушаат. Туку стварно ќе биде низа на интерактивни вежби, работилници и со млади, врснички едукатори од Младите можат, но и со
експерти кои што се нели во областа, но кои сепак ги разбираат потребите на младите и го знаат пристапот на младите. Така што верувам дека ќе биде интересно, доста продуктивно, интересно и нема да биде една здодевна програма и теорија, туку стварно што за мене значи здраве навики, како да трансформирам, како да донесам одлуката за здрав живот. Да, навистина вака одлично звучи. Мислам дека е многу корисно и потребно сите ова што го кажавте за сите млади, особено во овој модерен начин на живот кој што сите веќе го живееме. До кога трае пријавувањето? До кога може да се пријават сите заинтересирани кои што сакаат да учествуваат и да бидат дел од програмата? Пријавувањето трае до 10 август, што нели стартуваме на 13, но сепак ќе оставиме отворено ако некој не успе до тогаш да се пријави, или ако сака да се приклучи подоцна на некој од модулите, да оставиме можност, така што модул за модул сега ќе го најавуваме нашите социјални мрежи со локација, време, со кој предавач или гостин ќе биде, така што младите може теко да се информираат, но начално пријавувањето е до 10 август преку формата која што може да најдат на нашите социјални мрежи. Супер, одлична летна програма за сите млади. Филип, ги ви се заблагодарам ја за одвоеното време. Секогаш работите за младите, за нивното ментално здравје, па и ви за здрави навики кои што понатаму ќе им значат и тоа како во животот. Да, ви благодарам многу на поканата. Се надам дека младите ќе ги поттикнеме да бидат дел од оваа програма и ќе го започнат својот процес нели на здрава трансформација која што сакаме да видиме кај секој млад човек. Така еве и одлична можност, нели, како да си го завршат летниот распуст, корисно со учење на некои здрави навики. Верувам дека некои веќе ги познавате, но секако еве убаво е нели да се повтори, но и да се доусовршат, па и понатаму секако да имате една убава трансформација во животот која што ќе ве носи секако понатаму, така што еве пријавете се на оваа програма за здрави навики организирана од Младите можат. Повикот трае, е отворен до 10 август. Да, Ивана, ти благодарам. Ги познаваме здравите навики, но нешто тешко ги практикуваме, ги применуваме. Тоа не е по се изгледа проблемот. Ви благодарам на сите кои што ова утро бевте со нас, да се надоврзам само на разговорот со Ивана за тоа дека е свежичко утрово. Еве каде било најстудено ова утро, најсвежо во Лазарополе, само 7 степени, што значи ете каде да појдеме да се разладиме. Ви посакувам на сите убав ден, а емисијата ја завршуваме со малку музика.